По скоро еден век театарскиот текст Маруша повторно се врати во родниот град. Маруша, која постара од бегалка и парите со отепувачка, всушност е и првиот забранет театарски текст. Во книгата Маруша, вратена дома од театарската критичарка Лилјана Мазова, која денес беше промовирана на Штип, може да се види и своерачниот ракопис на Душан Бодимировиќ, еден од двајцата автори на оваа битова драма. Во драмата има три чина, се говори на штипски дијалект, се говори на српски јазик и на француски, зависно од каде се ликовите. Се случува во Белград, првиот чин, во една кафејана позната Три шешира, и станува збор за битова драма со фолклорни елементи. Има 17 песни од нашата историја, од фолклорната историја музичка. Текстот бил напишан 1925 година. Според предпоставките, Маруша во тогашното штипско повластено позориште била одиграна само еднаш или два пати. Нема точни информации зошто била забранета, но сепак постојат неколку предпоставки. Главна причина, по моје толкување, е затоа што македонката Павлина, која после станува Маруша, е многу попаметна и повредна од србинот Перо, кој еден расипник расипи куќа, она го става во ред. Представата имала многу убав успех, многу е сакала публиката. И се нема друга причина, освен ако причина, тоа да не заборавиме дека е Македонија тогаш под српска управа. На денешната промоција Мазова изјави дека режисерот Дејан Пројковски е заинтересиран оваа драма, која по еден век повторно е донесена во родниот град, да ја постави на сцената во Штипскиот народен театар. Главните ликови во првото издание на Маруша ги толкувале штипската глумица Благородна Бурева и Бошо Ристовиќ.